апелираме да се направат промени на Законот за специјално јавно обвинителство, да нема рокови кои ги спречува да ја вршат нивната должност и заедно со тоа да се формира по ист пример и на Украина специјално судство кој ќе се занимава исклучиво со овие предмети од специјалното јавно обвинителство. Ако зборуваме за законот за кој го предлага владата, ние имаме приметби и сите тие приметби се во насока за да го спречиме и да оневозможиме политички партии да продолжат да ја партизираат и политизираат судството и еднаш за секогаш веќе да почне да профункционира правната држава. Еден од предлозите би било со закон да се санкционира секој бивш или сегашен или во иднина граѓани на Република Македонија кој ќе биде избран или именуван од страна на владата и во минатото кој бил именуван од страна на владата во било која функција, било тоа министер, заменик министер, директор и така натаму, да немат право да биде член на Советот на обвинители, на Советот на судовите и така натаму. Во таа насока треба во закон јасно да стои и да се санкционира дека сите овие материјални докази исто така, освен што ќе се употребат како материјални докази во судовите, треба да бидат објавени за да граѓаните исто така да имат можност да пресудуват за политичките опции, за политичките фигури кои тие ги имат избрано со свој глас и да одлучат во иднина дали би гласале пак за истите функционери. Дали го коментирате припаднени овие ваши барања ќе го подржите законот за јавно обвинителство? Сега што одговорав за истото прашање. Прашањето беше дали ќе го оценувате значи гласањето на законот со наши предлози, нели? Ќе го условувате, извинете. Да, во име на правдата и на правната држава, во име на сите тие граѓани кои биле обесправени, како граѓани од страна на бивши функционери и сегашни функционери, нели? Злоупотребувајќи ја нивната службена функција, ние мислиме дека е многу морално како политичка партија врз основа на повикувајќи се на и на гласовите што сме ги земале и да, мислам дека е праведно да се условува владата, Министерството за права со овие наши барања кои се не се во наша корист, него се тоа во корист на граѓаните на целото општество. Кој блокира писањето на закон за јавно обвинителство и автономијата на СЕј? Која или кој партија? И зошто? Мислам дека не е мој само впечаток, тоа е впечаток општо на сите граѓани и вие го знаете тоа, кој го се обидува специјалното јавно обвинителство да не постои повеќе, а тоа е одредени чинители на бившиот режим, а тие одредени чинители денеска ги имате и во сегашнава влада, нели? И се знае кои се тие чинители на бившиот режим, тоа е ВМРО, ДПМН и ДУИ, нели? А од друга страна, мислам дека делот забелешките на опозицијата, ево и македонска да зборуваме, можда им имаат некакво право дека досега специјалното јавно обвинителство било политизирано. И сега јас не можам да кажам во кој дел, ама самиот факт што имаме процесуирано само еден предмет, нели? И се однесува на опозицијата албанска тогашна, мислам дека друго беа очекувањата на овој народ. Овој народ очекуваше дека како резултат на специјалното обвинителство тие милионски и милиардски суми ќе бидат вратени. Нели? Уште не гледаме дека е вратено било кој денар, дули и Мерседесот уште не е продаден, нели? За кој има правосилна одлука.